Добри ден во студио за Зоран Димитровски Жоро, главен и одговорен уредник на Нова Македонија, Весникот, каде што работи Томислав Кежаровски, кој е осуден денеска на 4,5 години затвор. Жоро, те молам прво твој коментар за оваа пресуда. Судиите се Џоко Ристов и Дијана Груевска-Илиевска. Па, јас за разлика од сите денес што коментираа дека ова е шокантна, запрепастувачка, скандалозна или каква се не одлука на македонското судство, јас сметам дека ќе беше шокантно и запрепастувачки доколку имавме денеска поинаква пресуда, да речеме ослободителна или пак пресуда што ќе беше условна. Зошто? Затоа што од почетокот сметам дека Кежаровски не беше ниту уапсен, ниту притворен, за да му се суди во една нормална судска постапка каде што ќе има изнесување на докази, каде што ќе се почитува нели дали има сведоци, дали има доволно доказни материјали за да се осуди, туку тоа беше едно арбитрерно полициско притворење кое што заврши во една, ако можам така да кажам, ужасна, скандалозна постапка. Значи пресудата следува само после таа постапка во која не беше изведен ниту еден, буквално ниту еден доказ против Кежаровски. Освен тие два текста кои ги напишал во магазинот Репортер. Премиерот Груевски неколку пати на госпоѓата Дуња Мијатовиќ, шефицата на ОПСЕ за медиуми, и одговори дека судството во Македонија е независно, дека извршната власт, односно другите власти, не можат и не смеат да имаат било какво влијание, тоа би значило директен притисок врз третата власт, односно судската. Да, дури имаше едно образложение дека дури тоа и да се одразува врз имиџот, угледот, рейтингот на државата, дека тој не може ништо да направи. Дека е недопустиво. Да, значи тоа е фина ограда на секој политичар кој што се наоѓа на власт во однос на другите институции на системот. Но јас сметам дека напротив, дека еве да претпоставиме дека навистина судството во Македонија е нели независно. Во состојба кога ќе имате толку збеснато независно судство, кое ќе ви донесе пресуда против новинар, кое што е без преседан во европското правосудство. Да не зборуваме за правосудството во државите на поранешна Југославија, туку и во целото европско и источно и западно правосудство, дека нема буквално новинар кој што заглавил затворска казна 4,5 години, па ниту помало од таа. Ја изземаме Турција, се разбира? Не, за Турција не зборуваме. За Турција, прво процесите во Турција се поинакви, станува збор нели за ПКК таму, за терористички активности на Курдистанската вработничка партија. Но зборувам за овие земји. Значи кога имаме таква состојба, политиката напротив е должна според мене да реагира, не да се вмеша во независното судство со тоа што ќе ја промени одлуката, туку има начини како таа да создаде услови тоа судство да биде навистина непристрасно. Да го демократизира амбиентот, како што рече. И да го демократизира амбиентот, но исто така и да влијае, да потсети политичарите си тие што во јавноста можат да кажат дека случајот за кој што е обвинет Кежаровски е тотално матен и нерасчистен, зборувам за убиството во Ореше. Не може новинарот на крај да добие една од највисоките казни во овој процес, а замислете, убијците во случајот во Ореше се уште на слобода. Прво обвинетиот доби една година. Во случајот ликвидација доби едногодишна затворска казна, што е исто така според мене скандал, не затоа што е тој виновен. Јас не знам, можеби и другите не се виновни во случајот ликвидација. Тоа е без преседан, пред се во европското правосудство знаеме и во Хашкиот трибунал како им се суди на новинари. Кога станува збор за заштитни сведоци. Кога станува збор за заштитни сведоци. Значи во Хак имавме, нели, Хак им суди на злостониците на поранешна Југославија, кои што направиле масовни убиства, геноциди и злосторства, кога беа објавувани во печатот, во хрватскиот печат, во босанскиот печат и во некои други во српскиот печат, тие новинари добиваа казни 3 до 6 месеци затвор. Значи да не зборуваме дека овие казни се драстични за едно убиство во селото Ореше, кое што и до ден денес не е расчистено. Од тие причини сметам дека ова не само што не е независно и непристрасно судење и независно и непристрасно донесена судска одлука, туку дека е од позиција на моќ, дали таа моќ е во полицијата, дали таа моќ е во дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Не можам да оценам. Јас не велам дека тука премиерот или дека некој од политичката партија ВМРО-ДПМН се јавил и направил притисок. Туку мислам дека тие се должни да предупредат на ситуација дека никој не смее да ја узурпира моќта на непристрасното судење,
за некакви своји цели, дали се криминални, мафијашки, полициски, не знам какви се. Реакциите беа дека ова е порака до медиумите за цензура и автоцензура. Имате ли вие притисок во Нова Македонија? Вие новинарите? Ти како главен и одговорен уредник? Лично да ви кажам, јас секогаш сум избирал она што ќе го пишувам да остане лично моја одлука и уредувачката политика во весникот кој што сум работел, кој што сум редувал. Се разбира дека има постојано притисоци. Во овој момент јас не чувствувам директни политички притисоци од, да речеме, од партијата на власт или од некоја друга структура, но факт е дека кај голем број новинари и во мојата редакција, како што знам дека се случува и другите, имаат еден вид самоцензура, докаде можат да одат со својата критика кон одредени позиции на моќ во власта или во бизнисот или во некои други институции, во судството. Значи, станува збор за една амбиент, она што претходно го кажавте во контекст на Дуња Мијатовиќ. Самиот амбиент им налага на новинарите, дури и кога нема директен политички притисок, да се однесуваат така како што се однесуваат и да добивате на крајот измиени текстови. А со ваков тип на пораки, кога за објавување документи кои што треба да обнародат, кои што треба да обелоданат некаква манипулација со независното судство, значи каде што полицијата и дирекцијата за безбедност контраразузнавање манипулира во име на јавниот интерес. Во име на јавниот интерес. Ако вие не можете да објавувате ниту такви документи, тогаш зашто зборуваме ние? Значи дека од утре натаму нема, мислам од утре натаму, веројатно уште од пред долго време, но сега многу поексплицитно и потранспарентно, дека секој новинар ќе се запраша кога ќе добие документ дали воопшто може да го објави. Дали воопшто да му го даде на главниот или да му го даде на главниот уредник или на било кој, затоа што вие имате денеска класифицирани информации, тој печат се удира на се и се што. Јас имав прилика од пратеници од парламентот да добијам неколку документи кои што се така наречено класифицирана информација или државна тајна, а станува збор за такви транспарентни документи кои што од интернет можете да ги земете за состојбата на пример со бизнисот во одредена држава со која Македонија има дипломатски односи. И тие на се можат да налепат државна тајна. И на крајот, ако вие тоа го објавите, ќе на суд и ќе заглавите у затвор. Да. Има реакција, односно изјава од адвокатот на Кежаровски дека всушност пресудата е заради случајот Никола Младенов, заради тоа што беа обелоденети во Нова Македонија патарините за време на кои ги користел Младенов ноќта кога загина. Тоа е изјава на еден од адвокатите на обвинетите, значи не е директно на Кежаровски, но тоа е негова изјава во контакт со Кежаровски. Но која се однесува на Кежаровски. Да, во контекст со Кежаровски, он тоа го разбрал од него, дека тој смета дека е заради тоа направено. Да. Јас нешто порано говорев, меѓутоа сега би сакал да повторам. Целиот случај на Кежаровски временски коинцидира со настанот на сообраќајната трагедија во која загина нашиот колега Никола Младенов. И факт е дека Кежаровски беше дел од тимот кој што на Нова Македонија, кој што ги пронеде оние белешки од патарините на самото место на настанот. Но не само тоа, факт е дека тој е автор на вториот текст кој што ги повика односно ја обелодени во јавноста приказната дека истражниот судија пред време го напуштил местото на настанот. Каде што судот се почувствува многу погоден, јас чувствував поради тоа притисоци и ми се јавува луѓе од разни институции да ми вршат притисок. И тоа истовремено коинцидираше со неговите едно-две приведувања, односно повикувања во обвинителството. Веднаш после тој текст, Кежаровски беше повикан од обвинителката, дури 2-3 дена не ја одговарал на телефоно, не знаел кој му се јавува. Но потоа откако и се јавил, таа го повикала во својот кабинет и му го рекла сето тоа што требало да му каже, или му рекла меѓу другото дека ако не каже кој е овој заштитениот, односно кој му го дал документот за заштитен сведок, ќе скапе во затвори и дека исто така му го споменала и случајот на Младенов и му рекла дека треба да каже кои се тие од полицијата или од судот што нему му ја дале информацијата дека судијата пред време го напуштил местото на настанот. Со други зборови, знаете, кога ќе ве повикаат во полиција или во обвинителство, а вас ве сомничат за некој друг случај, тогаш предпоставка е дека ви накалемуваат све
и одат со закани, нешто што е недозволиво. Кижаровски тоа нас ни го кажа откако заглави во притвор, па потоа комунициравме по телефон. Но факт е дека тоа и го кажал и на сопругата и нас ни го кажа дека имал директни закани од обвинителството, значи од луѓе во обвинителството, јас не знам дали е конкретната обвинителка или некоја друга, без оглед, тоа го знае Крижаровски, но од представници на обвинителството директно му се заканувале дека ќе заглави во притвор ако не ги каже своите извори на информации. Да не зборуваме за тоа дека таков притисок не само што не е дозволен по било која Европска конвенција за заштита на права на новинарите, туку е и уставно право, загарантирано уставно право на секој граѓанин во Македонија, да не зборуваме за новинарите, дека не смее да открива никаков извор на информација. Дополнително, кога беше уапсен, јас во контакти со луѓе од полицијата ми беше речено дека Крижаровски, доколку соработува во истрагата и доколку го каже името на човекот што му го дал документот за заштитен сведок, може да се надева на ослободување од притвор и евентуално добивање условна пресуда. Во спротивно ќе заглави во затвор. Тоа значи дека оваа пресуда е напишана уште претходно. Крижаровски можел да направи чекор кон слободата, доколку решил да ги одаде своите новинарски професионални тајни кои ниту еден новинар не би ги направил. Мене ми е жал на вистина што тој е сега единствена жртва на целиот овој процес, но сметам дека е илузорно да се очекува било што понатаму дека ќе има некаква милост или дека ќе се води, дека апелациониот суд во натамошната постапка ќе ги земе предвид доказите и дека нема да ја потврди пресудата за Крижаровски. Очекуваш дека ќе биде потврден? Јас мислам дека од почетокот он е уапсен и притворен за да биде осуден, а не за да му се суди праведно. Тие причини сметам дека и апелација нема да го направи тоа. Останува, доколку се потврдат сите тие наводи, останува на крај Врховниот, не очекувам ништо ни од Врховниот, останува Страсбур, доколку во меѓувреме некоја од овие иницијативи за помилување или аболиција на Крижаровски не биде процесуирана, но и од нив не очекувам ништо, затоа што ги видовте досега изјавите и мислам, иако за семејството би било и за него лично и за неговиот живот, кариера, семејството, сакам утре да излезе слободен, од притвор да излезе на слободен, но поентата е дека не верувам дека од такви силници може да се очекува некого да помилуваат и да аболираат, напротив. Има информација, односно шпекулација дека мобилниот на Никола Младенов се наоѓа во рацете на собственикот на Нова Македонија Минчо Јорданов. Мислам дека се тоа вака не само да се шпекулации, туку се измислици, од причина што знам лично кој се учествуваше во истрагата и што пронајдовме на терен. Што пронајдовте освен дека освен тие белешки од патарините беа уште некои, не знам, кутија цигари, некои делчиња од автомобилот што беа вака интересни, занимливи, меѓутоа ништо посебно, но можам да кажам дека 2,5 часа нашиот тим буквално го чепкаше теренот и меѓу другото и да го пронајде и мобилниот телефон, затоа што имавме дојава дека полицијата не го пронашла. Но не го пронајдовме мобилниот телефон, мислам тоа можам сериозно да го тврдам. Тоа не значи дека ако вие не сте го пронашле дека не може да дојде во нечии раце телефонот. Не можам да знам дали некој претходно го зел и дали некој го добил. Но отворено можам да ви кажам дека барем според моите контакти нема, телефонот не е ни тука и Минчо Јорданов, ни тука и некој од нашата редакција или од фирмата собственик на Нова Македонија. Но не сум до крај убеден дека од тој телефон може било што да се открие. Ако таму има некакви телефонски разговори или што и да е. Да заокружиме приказната околу Крижаровски. Лошо е што во целиот случај факт е дека коинцидира со времето на трагедијата на Младенов и коинцидира со неговото истражување за Младенов. Дали има некакви врски? Значи, верувам дека тоа може било само дополнителен мотив кај обвинителството. Утврда за да се зацементира. Полицијата да се зацементира она што порано сметале против него да го преземат. Ти благодарам за интервјуто.